Збогум на маските, владата ги усвои новите ковид мерки со кои се укинува задолжителното носење маски во затворен простор во Македонија. Ќе се носат само во болници, аптеки и во автобус. И покрај тоа што се предлага олабавување на мерките поради добрата епидемиолошка слика, здравствените работници апелираат до граѓаните на внимателност. Ниската стапка на имунизација во земјава, големата смртност досега, но и новите соеви од вирусот и понатамо се причини поради кои не треба да се опуштаме. После речиси 2 години од почетокот на пандемијата, граѓаните полека се враќаат на старото нормално. Како и претходните години ова време, епидемиолозите тврдат дека состојбата е стабилна, иако дневно земјата бележи нови инфекции од инфлуенцата. Доктор Евковски, коментирајќи одлуката на владата и здравствените власти за маските, вели дека секој ден имаме ново заразени лица со COVID-19, а тоа според него значи дека вирусот се уште постои. Повеќе ме загрижува реториката околу целото нешто како се принесува до јавноста, односно оваа погрешна, повторно погрешна појава на погрешно пренесување на пораките до јавноста. Зошто ова го велам? Маските можеби во моментов не ни требаат и навистина ние сме така во моментов во таков низок бран, да речеме, на развивање на болеста, на ширење на болеста. Но маските може да ни притребаат за месец и половина секако. Видовме дека тоа ни се случи минатата година и предминатата година. 2 години поред ги минавме со како што дојдоа и селениците донесоа нови соеви, соевите нови не реагираат врз заштитата која што имаме досега формирано. Така да пораката требаше да биде ги тргаме маските, но времено, доколку дојде нов момент и така натаму да се објасни на народот дека маските се последното нешто кое што ќе го фрлиме во пандемијата. Се додека трае пандемијата, маските ќе треба да бидат со нас. Тие се основното заштитно средство, лично заштитно средство на човекот низ средината. Различно од Евковски размислува доктор Ристовски, кој пак тврди дека пандемијата конечно завршува и таа полека се претвара во епидемија. Тоа е сосема очекувана одлука со оглед на фактот дека околните земји, исто како и кај нас, ги укинаа носењето на заштитните маски и нормално се укина и ковид сертификатите и ПСР тестовици за влез во државата. Треба да научиме да живееме со овој вирус. Вирусот е се уште присутен меѓу нас. Се уште неговата вируленција е дефинитивно малечка, намалена е. Не е со таа вируленција како што беше на почетокот на пандемијата. Очекуваме дека оваа пандемија ќе се навали на ниво на епидемија, а очекуваме понатаму да биде и спорадично, односно да има изолирани случаи. Така да дека пандемијата е завршена, може да кажам дека е завршена, меѓутоа дека ќе имаме епидемија и тоа како. Лекарите велат дека треба паралелно со олабувањето на мерките во земјата да се укинат и сертификатите, затоа што е загубиле нивната смисла, бидејќи тоа вистински никој не го контролира. За маските јасно веќе разговаравме, тие се ефективна заштита и тоа го видовме сите. Штом ги трнавме маските во училиштата, се покачи процентот значително многу. Така да околу нив би ја завршил тука работата, дека сепак треба да остане препорака на оние кои што се особено со ранливо здравје, оние кои што се постари од 60 години да носат секако маска во затворени простори. Околу сертификатите, секако дека тие сертификати беа една форма која што требаше да примора да натера одредена група на луѓе кои што повеќе патуваат, кои што повеќе се социјално активни, да се вакцинираат навремено, да речеме. Но тие сертификати со текот на времето си ја изгубија својата цел, така да сега во ова последно не гледам никаква логика да не трасираме контакти, да не бараме контакти, да не бараме на граница сертификати, а сертификатите да ги бараме за да влезете во ВЦ во еден ресторан. Така да таа логика не ја разбирам на комисијата, би требало некој таму да ви ја објасни. Со сличен став околу важноста на ковид сертификатите и доктор Истовски. Многу пати кажав, кога беа затворени школите, кафаните беа отворени. Тоа е сосема голем парадокс, меѓу економскиот аспект и последиците кои што произлегуваат тоа се значително поголеми. Нормално дека секој затворен простор, сега во моловите тоа се големи простори кои што мислам дека треба повторно според мене, според моје мислење се тргнат маските. Меѓутоа сепак ако моловите се тргнат маските, сепак и у кафаните или рестораните што се затворени треба да се тргнат. Недоволниот степен на имунизирани граѓани досега во земјава со втора, но и трета доза, можено и не мора да донесе нов турбулентен период со инфекции за време на летните месеци, појаснува доктор Евковски. Неблагодарно да се одговори на ова прашање со да или не, дали може или не може. Секако дека може да ни се случи, секако дека може да го избегнеме ова лето да ни биде помирно, да ни помине без бран.
но секако ќе повикам на една опрезност, на едно внимание од сите нас, да не дозволиме да ни се повторат токму тоа што го кажавте и вие. Тие лоши слики, да немаме повторно место во болниците, да немаме каде да ве сместиме, каде да ве лекуваме и што е уште полошо луѓето да умираат по своите домови без никаков третман. За да не ни се случи тоа нешто, треба да ги држиме очите широко отворени, ушите исто така, да наслушнуваме, да пратиме што се случува по светот. Сепак светот се затвори кон пријавување на нови варијанти и тоа е нормално, се додека не се расшири една варијанта низ поширокиот дел од светот, луѓето нема, државите нема да го пријавуваат постоењето на нова варијанта од самата причина што не сакаат да се случат санкциите само врз нив. Од друга страна, според доктор Истовски, тој е состав дека здравствениот систем е стабилен, а периодот што следи треба да се искористи за вакцинација на постарата популација. Бројот на вакцинирани пациенти во нашата држава е околу 850 до 890 илјади. Тоа е околу 45% вкупно број на жители кои што се вакцинирале. Бројот на заболени пациенти е околу 300 нешто илјади, што иако неофицијалниот број е 3 до 4 пати поголем во однос на првичните вредности. Дека очекуваме дека ќе се вратат такви тешки форми, не очекувам. Дека есенскиот период кој што ќе престои или зимскиот период, дека ќе има одреден број на инфекција, односно зголемување, може да биде и тоа неминовно. Затоа треба да се застепи степенот на вакцинација, особено кај постарата вулнерабилна популација, кои што се главни пациенти во последниот период. Вируленцијата на вирусот е намалена, не очекувам дека ќе има потешки форми кај помладите пациенти, тоа може да се случи кај оние пациенти кои што се имунокомпрометирани. Што им предлагате во однос на граѓаните на повозрастните или на периодот? Добро, според препораките на владата сепак се остави носењето на маски во болничките установи, во домови за стари лица и мислам дека и во јавниот превоз. Тоа е сосема во ред, а во однос на носењето на маски во отворени простори, отворени или поголеми затворени простори, мислам дека е сосема во ред да не се носи маски, зашто ви кажав пак, мораме да научиме да живееме со вирусот, мораме да се адаптираме на него и да создаваме одреден имунитет. Од почетокот на пандемијата па до сега, во Македонија починаа 9260 лица, бројка која и натаму говори дека вирусот е се уште присутен и опасен. Здравствените лица, иако велат дека државата досега не примени ефикасен национален план за справување со пандемијата, тие советуваат дека клуч за излез од неа лежи во вакцините. Стратегија не гледам дека имаме, стратегијата ни е што ќе се случи ќе видиме. Оставени сме на една заблуда, верувам се уште дека се верува во таа заблуда колективен имунитет кон SARS-CoV-2, кажавме дека тоа нешто не постои до сега и дека одново и одново може да имаме заразувања. Никој не може да гарантира каков ќе биде следниот мутант на SARS-CoV-2. Никако немојте да верувате луѓе дека тој слабе, дека тој е полесен, дека создава помалку проблеми. Еве Кина, видете што се случува кај нив. Онаму каде што имаше помалку имунитет создаден во алфа, делта и омикрон варијантата, таму сега имаме страшни големи бројки. Секаде каде што помина 2-3 фази на овој вирус, таму имаме сега помали бројки. Пандемијата не е завршена дефинитивно, ќе има уште од неа, треба да се припремиме сите и да ги промениме нашите лични навики пред се. Дистанца, онаа дистанца физичка, онаа социјална дистанца кога е широка трансмисијата, задолжително маска која што штити од вируси и која што ќе ги штити останатите доколку вие сте заразени. И само уште едно би напоменал, асимптоматичните преноси беа многу високо позиционирани уште од сам старт на оваа пандемија. Асимптоматичните преноси се уште се случуваат, вирусот шета помеѓу луѓето, пресимптоматичните исто така се потврдени, така да маската не гледам стварно начин дека во брзо време би требало да биде фрлена од нас. Да се избегнува затворени простори. Времето е премногу убаво, мислам дека може да се направат надворешни прошетки. За постарите пациенти да се подготват за есенскиот период во однос на вакцините за сезонските вакцинации или доколку не се примиле трета доза, да примат и трета доза. Тоа се главните препораки, нормално држање на растојание и едноставно чување самите себе си и чување на околината.
Најважниот клуч за решавање на целата оваа равенка со пандемијата лежи во вакцините. За огромна жал, Македонија како да се откаже од нив. Омикронот, иако е полесна варијанта на вирусот, не треба да се релативизира. Причина плюс за тоа се големите бројки на починати од вирусот во земјава, регионот, но и светот. Докторе, многу станавте либерални. Ги пуштивте сите мерки во ковид кризата, иако Македонија не може да каже дека е Шведска. И тоа вие сте свесни практично и заради тоа беше прилично строго за разлика од другите земји, онаму каде што ја споменав Шведска, некои земји кои имаат некаква култура на социјална дистанца и така натаму. Но и здравството, нели тоа е акцентот, здравството кај нив е прилично моќно, за разлика од нашето. Зошто всушност која е причината сепак што ги попуштивте мерките? Пред се епидемиолошката состојба. Она што го гледаме во неделниот пресек од извештајот на Институтот за јавно здравје укажува на еден тренд на постепено намалување на бројките, постепено намалување на бројот на хоспитализации, постепено намалување на бројот на починати. Болниците се празнат, се враќаат кон своите нормални активности и навистина чувствуваме дека постои можност некои од мерките кои што се на сила постепено и внимателно да се укинуваат и тоа и го правиме. Значи, дури ако спомнавте на почетокот дека сме либерални, доколку ќе погледнете примерите од соседството, ќе видите дека ние сме помеѓу земјите кои што се уште имаат голем број на рестриктивни мерки се уште на сила. И како што кажав, нашиот принцип на постапување е малку поинаков од принципот кој што го прифатија нашите соседи, па дури и цела Европа, кои што решија во еден момент да ги подигнат практично сите рестриктивни мерки. Тоа е апсолутна либералност во носењето на такви одлуки, меѓутоа таа либералност после тоа им се врати на многу непопуларен начин. Значи се зголемија нагло бројот на ново заразени, се преполнија болниците и во Данска имаше еден многу карактеристичен параметар за баш за таа земја, што бројот на починати беше најголем во моментот кога беа потигнати рестриктивните мерки. Не сакајќи да не се повтори истото сценарио и на нас, решивме да прифатиме еден малку поинаков модел од тоа што го имаше во останатите земји. И доброто од сето тоа е што до ден денес гледаме дека се уште имаме надолен тренд на бројките кои што ги гледаме на секојдневно па и на неделно ниво. Ја споменавте смртноста во Данска. Но знаете колкава е смртноста на Македонија. На топ земјите во светот сме, ако ја споредувате со останатите па и со Данска. Не ве загрижува ли тоа? Секако, значи како Комисија за заразни болести една од основните работи на кои се посветивме за да можеме да добиеме и повеќе податоци и повеќе сознание и што треба да направиме во насока на тоа да подобриме услугата, да го подобриме системот, да ги подобриме сите пропратни фактори кои што ја условуваат смртноста. Мислам дека направивме неколку исчекори во насока на тоа навистина да се посветиме на смртноста. Една од основните работи уште на првите состаноци беше да се види дали постои можност да се ревидира начинот на работење на тоа како се регистрираат смртните случаи, да се види кои се причините за смртност, дали навистина има луѓе со многу коморбидитети и тоа беше како такво и диагностицирано како проблем во системот. Па после тоа имаше една мерка која што беше во насока на тоа да се испраќаат SMS пораки до луѓето кои што имаат сериозни болести, коморбидитети, луѓе на возраст над 65 години, за да се потсета дека треба да се вакцинираат или дека треба да примат бустер доза. Протоколите беа јавно објавени на министерството на сајтот на Министерството за здравство, така да повеќе работи се случија во изминатиот период од 2-3 месеци, кога навистина можеме да кажеме дека во насока на тоа да намалиме смртноста беа превземени одредени активности. Дали ќе биде доволно, ќе видиме, ќе покаже времето, меѓутоа она што од моментот на постапувањето по однос на ова што го набрав како мерки, до денес навистина бележиме намален тренд на смртни случаи во државата. Велите треба да се направи, односно ќе се направи, има планови за стратегија. Таа не е ни започната, предпоставувам, како што во државава со години и со децени има такви планови. Мислам дека таа стратегија Што ги спречува научни? Се работи за научен некаков круг, така научната елита е таа што треба вакви решенија да подготви. Мислам дека минатата година е донесена една таква стратегија која што е целосно изработена и која што може да има не само
осмисленост, идеја, план на реализација, туку и очекувани цели. И сега нели ни следува потешкиот период. Она што стратешки ќе го изработите, треба да го преточите во реалност. И обично сите стратегии имаат втор проблем кој што сега откако ќе ги изработите, да ги направите да станат дел од реалноста. И Тоа за најголем дел Македонија, да. за сите земји да се Не, разбереме. да Македонија тешко и успева, тоа сакав да кажам. Ја го пројдовме моментот со имање стратегија. Сега ни следува Добро. моментот на реализирање на стратегијата. Во голем дел од земјите 30% од целокупната стратегија доколку се реализира, се смета за успешно реализирана стратегија, доколку успееме да реализираме од ова што го имаме зацртано ние како државна стратегија во здравството, тогаш можеме да очекуваме подобрување на јавното здравје, ете да кажеме апроксимативно во тој просек на подобрување на реализација на стратегијата 30 до 50%. Добро, кој е процентот на вакцинирани сега? Со новиот две. ценз. Со две. Да, така ги 40% сметам. е се уште. 45%. Знаете дека по објавувањето на податоците од пописот, сега во Македонија имаме 1.800.000 жители приближно. И врз основа на тие податоци, бројот на целосно вакцинирано население со две дози се зголемил. Практично сега се прави адаптација на бројките и сега имаме 45% целосно вакцинирано население. Добро. А со 3 вакцини? Со 3 вакцини се мислам околу 8% вакцини. Многу малку. Навистина е многу мал бројот на оние кои што примеле бустер. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Нема никакви мерки веќе, не попуштени, туку нема никакви мерки. Ништо не е законски, нема законски обврски да се носат маски или да се изолираш ако имаш ако си заразен со вирусот. Напротив, дури и да си заразен, не мора веќе да се изолираш. Има само препорака да се остане полни 5 дена дома, да не се комуницира со други луѓе. Маските не се веќе задолжителни никаде, повторно има препорака, сега не сум баш најсигурен, меѓутоа во здравствените установи, во здравствените институции треба да се носи, меѓутоа тоа не е казниво ако не носиш, меѓутоа секако ако влезеш во натре, ќе ти каже ставите маска и ќе си носиш маската. Во јавниот сообраќај има луѓе кои што носат маски, не сите, јас лично носам. Изгледа се навикнавме 2 години постојано со маски, сега помалку се чувствувам како да сум гол ако шетам без маска, особено во јавниот сообраќај. Меѓутоа, бројот на заразени растеше до петокот. Во петокот Бирото за национална статистика објави дека во Британија паднал бројот на заразени на речиси 4,5 милиони луѓе, 4,4 милиони луѓе, што е за половина милион помалку споредено со минатата недела. До предминатата недела бројот растеше, бројот на заразени растеше. Се должело тоа на некоја подваријанта на вирусот COVID-19, варијанта наречена BA1, која што искрено речено прв пат слушнав кога ги разлистува вестите за ова јавување. Меѓутоа, слободно е, се е слободно веќе, нема веќе никакви ограничувања, ете минатава недела паднал бројот за половина милион заразени, сепак се уште секој 15, речиси секој 15 во Британија е заразен со вирусот, значи секој 15 човек има вирус во себе. Бирото за национална статистика смета дека оваа бројка е се уште висока, иако во исто време се вели дека не се уште е рано и покрај овој пат од половина милион луѓе се уште е рано да се каже дали е достигнат врвот, пикот на заразата. Да, казнете тој, министрот за финансии, министрот за финансии или канцеларот, мислам дека и сопругата на Борис Џонсон исто казнета со 50 фунти како фиксна мандатна казна. Сега, тој се правдаше тогаш дека воопшто не знал дека тоа забава, има различни информации, меѓутоа полицијата спроведе прилично долга и детална истрага.
и изрече казни. Значи луѓето си правеле забава во моменти и во денови кога две семејства не смееа да комуницираат, две домаќинства не смееа да комуницираат, а да не зборуваме за поголем број луѓе да се соберат. Сега тие се премиерот и луѓето околу него, неговите колеги се правдаат дека Даунинг Стрит 10 е практично фирма во која што луѓето мора да работат, мора да се постојано таму, барем повеќето од нив не можат, тие луѓе не можеле да работат од дома, на Zoom или на онлайн, и сега се опуштиле луѓето. Имало некои прослави, иако има докази дека за тие прослави вработените, дел од вработените, претрчувале до соседните дуќанчиња со цели куферчиња и ги полнеле со пијачка, со пијалоци, се враќале назад во Даунинг Стрит да прославуваат нечии родендени. Проблемот во ред, сега некој ќе рече дека тоа е дека не е голем прекршок, меѓутоа проблемот е политички. Политичко во смисла на тоа дека премиерот пред парламентот рече дека забави во Даунинг Стрит немало. Полицијата сега утврди дека сепак имало. И сега опозицијата нормално, но не и само опозицијата, туку и некои пратеници на владеачката конзервативна партија вела дека премиерот лажал, го излажал парламентот. И во такви услови тој треба да се поднесе оставка. Дали тоа ќе се случи, никој не може да каже. Во време кога светот, Европа барем се соочува со голема војна и со дури закани од употреба на нуклеарно оружје, јас лично не можам да видам дека британскиот премиер ќе поднесе оставка заради тоа што се напил некој пијалок на работна забава, ајде да не речеме така. Тоа не е спорно. Тука дебати се водат за секој спор. Се водат аргументирани дебати. Сега некој ќе, ако ги гледа седниците на парламентот, односно седниците на парламентот во текот на пратеничките прашања, односно тука се наречени премиерски прашања, го прашуваат премиерот и пратениците и лидерот на опозицијата. Сето тоа изгледа малку театрално за наши сваќања на парламентарната дебата и парламентарниот живот. Дебатата тече за секое нешто, тече, не е попречена. За медиумите исто така, мислам, нема како да го аргументирам. Не, имам како да го аргументирам, меѓутоа тоа прашање ми звучи малку одвишно. Нема спор за постоењето на солидна дебата помеѓу политичките противници, а исто така и медиумското покривање на таа дебата и самите иницијативи на медиумите, односно на новинарите, се во правец на тоа да се открие вистината си. Сега ќе кажете конзервативните медиуми, печатените вестници особено, се побројни оние кои ја поддржуваат, јас не би рекол владата, туку конзервативната идеологија, конзервативната политика. Доколку во моментов е конзервативна влада, ако таа конзервативна влада почне да работи наспроти принципите на конзервативизмот, тогаш таа влада ќе претрпи критики од тие, да ги наречам, конзервативни медии. Не се бранат личности, не се брани политичка партија. Моето сваќање, моето гледање е дека се брани политичка идеологија, политички принцип, што е различно од тоа да се брани некоја личност или пак некоја политичка групација. Секако дека има медиуми, особено во жолтиот печат, кои што безрезервно го поддржуваат актуелниот премиер, меѓутоа тие се малубројни, јас би рекол само еден вестник навистина го поддржува безрезервно премиерот што и да направи, меѓутоа до оној момент кога веројатно нема да застрани многу од таа конзервативна политика и конзервативна идеологија. Во тој момент мислам дека и тој еден единствен медиум би
се свртал против него и неговата гарнитура.